мислам дека тој степен на заштита, градењето од аспект на конструктивна сигурност е на доста високо ниво. И во сите области, посебно во градски подрачја, али еве да кажеме сега и доаѓајќи овде кај вас на ова, гледавме голем број на куќи кои што се приземни кат, сите се со армирано-бетонски серклажи, тоа значи сеизмички обезбедени. Затоа што, еве, узет да кажем една специфичност, со оглед на карактеристики на скопскиот земјотрес, сите сите паднати објекти, порушени објекти беа углавном објекти зидани, тоа значи традиционално зидани конструкции сеизмички неоправени. Ние немавме падна бетонска конструкција не заради тоа што бетоните беа добри или што конструкциите беа добри, него заради тоа што е природа на земјотрес и така наречен одговорна конструкција на тие земјотреси. Меѓутоа, да се вратиме на денешно време. Денеска постојат критериуми, мислам дека во добра мера од аспект на сеизмично јакнување тоа се почитува и дека во тој поглед ние имаме него изузетно голем степен на сигурноста. Прво, за сите објекти кои што се санирани после земјотрес, тоа е да кажеме населба Карпош 1, Карпош 2, со примена на нова технологија на бетонски зидови и така натаму, они се обезбедени за она што значи очекуваните земјотресни дејства за ова сеизмичко подручје.